Баш инсистирав да се игра во Прилеп поради прилепска публика. Победа ми цел живот ќе ми остане во срцето, во душата и се надевам што побрзо да се гледа овде прволигашки фудбал. Охрид на Преубо е стварно фантастично, сите позитивно за Прилеп, вика сака скара да јаде, така да сега му ветив на скара ги носам. Но така да првиот гол за Македонија го давав овде. Разговараме со Илчо Наумовски, нашиот познат фудбалер, истакнат репрезентативец на Македонија. Бивши. И во клубови во странство играше претежно. Меѓутоа, еве те гледаме конечно во Прилеп. Како се чувствувате овде во родното место? Како можеш во родно место да се чувствуваш фантастично, така да првиот гол за Македонија го давав овде против Албанија. Со 19 години мислам кога ги добив на 3 или 4-0, така ги тепавме овде албанците. Така да во Охрид сум на припреми, инсистирав да дојдеме во Македонија, да видам нашата култура, моите играчи и една утакмица сакав од срце да играв со победа, бидејќи нема никаков клуб или тим за сега. Ми откажа, така да супер што играме со Брера. Дали често доаѓате овде во Прилеп? Порано идев сигурно 5-6 пати годишно, али сега... Кога последен пат сте били? Сега пред сигурно 1-2 години. И како помина овој натпревар сега со Брера? Добро, Брера, тие прва лигашка екипа, респект за тие. Општо фало му што дојде од Струмица, треба овде 3 сати да патува, ние патуваме од Охрид. Баш инсистирав да се игра во Прилеп поради прилепска публика. Победа ми цел живот ќе ми остане во срцето, во душата и се надевам што побрзо да се гледа овде прволигашки фудбал. Рековте победа во срцето, во душата, но мислам дека една желба неостварена е што не игравте никогаш за победа. Добро, сега јас сум таму 35 години, така Не ни можевте. Не можев, ако сакам играв. Сета категорија е во Рапид направив. Почнав во Рапид 10 години од младинце до прва екипа, после во Грац и така натака Малатија, Катанија. Матесбург 10 години капитен, така да на жалост. Али нема никој да кажеш не, еден ден може Може би и за среќа. Да. Може како Ако се гледа од друг аспект. Еден ден сакам сигурно да се вратам овде да му помогнам на Прилепчани за да биде вистинска победа. Вистина така размислувате? Може да се вратите во Прилеп на фудбалски правец? Мене никој не ме праша до сега, тие знаа мој став. Сега имам промоција на книга во Австрија, што е нешто неверојатно. Вада не многу луѓе вада книги во светот кои што има Меси Ибрахимовиќ, така швабите. Таа е автобиографска книга? Како се вика насловот? Задниот правен тип во Бундеслигата, Илчо Наумовски. И што содржи таа книга? Дали е спомнати Прилеп можеби? Се е спомнато тука во Прилеп, беше завршната фаза кај што сум роден и така да изненадување, ќе ти поклонам една. Со нетрпение чекаме кога ќе биде промоцијата. Чекаме да помини летово сега, па у септембер кога сите фудбалери бивши што сум играл великани да биде на промоцијата тука. И начело со Сречко Катананец, кој му посакувам брзо да оздрави, пошто еден од најдобри тренери што сум го имал до сега и како човек и како тренер, да, како селектор. Што друго можете да ни кажете за Прилеп и за победа? Една е победа Прилеп. Тука се емоции во прашање. То како не, јас се сеќам со татко ми дека јас сум исто голем партизановец, али секој победа гледам, па со транзистори сме стоеле оде на стадион да слушаме До која година бевте оде? Па сигурно 91. Значи имате нешто од југословенско време? Јас сум практично роден во Југославија. Во тоа време 83. Што ќе ни кажете за сега ова што се случува во победа? Имате ли некакви информации? Имавте, рековте, и контакти со клубот? Контакти немам никаков, ни со клубот, ни со федерација. Имате понуда за пријателски натпревар? Не, ја ги барав. Ја инсистирав да играме со, ама на жалост нема никој оде. Гледам ова срце да те боли кога ќе видиш оде. Се некакви политички овде, се некакви, како да ги наречам, секој сака да малце и затоа дури ова да престане еднаш, да се врати фудбалот во Прилеп, не морам ни ја да бидам тренер, само да гледам овде. Да ни го представите вашиот клуб овој од Австрија, што е? Тоа е четврти клуб во Виена, после Рапид Австрија и Ферст Виена, така да по традиција, голема традиција, попут Вестем во Англија, да кажеме, пошто тука имаш Тотенхем, Челси, Арсенал, така тоа е ФФЦ е по традиција еден најголемите во Виена. И сега во кој ранг се надпреварува и кои се амбициите за следнава сезона?
Амбициите се нов председател, нов спортски директор, нов тренер. Прва година сме заедно, веќе 2 месеци клубот го зедовне. Се надевам дека ќе играме меѓу првите 3-4, а за следната година сигурно за да влеземе во втора лига. Играчкиот кадар, слушнавме се дали е вистина дека има од сите националности освен домашни играчи. Дали е така? Мислам дека е така. Да не те лажем, али Тоа е феномен. Не сме слушнали за друг таков клуб. веројатно добро, доста играчи се родени во Виена има пасоше, што ме снима сега, тоа е Јасин Пеливан, играше во Рапид и во Салцбург, во Турција играше репрезентативец на Австрија, така да големи има тука. Овде како поминавте во Македонија? И што ве очекува понатаму? Сега, ја можев со бюџетот да правам што сакам, можам да одам на Алпите во Виена, кој што ида сите цел свет од Манчестер Сити, а ја идам во Охрид, во Инекс Горица, таму кај другар ми и секогаш кога можам и со репрезентација, тоа ми е како дневна соба. Значи овде сите се жалат за буџетот, а вие викате со буџетот што сакав можев да правам. Ти инсистира да одев во Асија, што е многу нормално. Ние патувавме 24 сати со автобус. И колку треба да си искрен и да сакаш да дојдеш во својата земја. Значи игравте со Македонија Ѓорче Петров, еве со Брера и сега што понатаму кога заминувате за Австрија? Утре заминуваме околу 10 сато негде, така да беа фантастични 6-7 дена. Ѓорче со Гранчаров, другар ми игравне. За малце ќе го победев. Следниот пат се спаси 85, али така да му посакам и на Брера и на Македонија Ѓорче се од срце најдобро дека ми се другари и фала уште една што ми даде прилика да играм опште против нив. Што велат овие играчи кога дојдоа сега во Македонија? За Македонија имат некој коментар за прилеп за оваа држава? Охрид на Преубо е стварно фантастично, сите позитивно за прилеп, вика сака скара да јаде, така да сега му ветив на скара ги носам. Значи можеме да ве очекуваме пак да дојдете наскоро со овој клуб? 100% да. Следна година Боже здравје. Ви благодарам и се најдобро. Фала и на вас што сум гост.